Ленче Ристоска си поднесе оставка од функцијата јавен обвинител во ОЈО Скопје. Во писмено соопштение до јавноста вели дека ваквиот потек доаѓа како резултат на долгогодишните притисоци, обструкции и неодамнешните одлуки на Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител Савески, со кои беа одземени предметите Талир, кои се однесуваат на перење пари во ВМРО ДПМН и незаконско финансирање на седиштето на партијата. Сметам дека овие одлуки сериозно ја ослабуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес доследно и без селекција. Бидејќи не гледам простор за работа во согласност со тие принципи, денес поднесов оставка. Савески изрази жалење за одлуката на Ристоска, појаснувајќи дека од повикувањата на овластувањата за предметите се од организациона природа и имаат за цел зголемување на ефикасноста на обвинителството. Тврди дека Ристоска за оставката го информирала преку СМС порака, а за причините дознал преку медиумите. Јавното обвинителство останува без јавен обвинител, од кој очекував дека со своето повеќегодишно драгоцено искуство ќе даде придонес кон зајакнување на капацитетите на оваа институција, особено со нејзината позиција како обвинител за врски со Европравда. Одлуката за отповикување на сите овластувања дадени од моите претходници не е персонална и во никој случај не е насочена кон работата на обвинителката Ристоска. Пред неколку дена на брифинг со новинарите Савески кажа дека ќе им ги одземе сите овластувања на обвинителите кои водат предмети што не се од нивните матични обвинителства, а со ова предметите Талир за перење пари во ВМРО ДПМН и за незаконско финансирање ќе се дадат на други обвинители. Во изминатиот период обвинителката на поранешното СЈО е во фокусот на јавноста токму поради јавните прозивки помеѓу неа и владеачката ВМРО ДПМН. Ристоска беше кандидат за републички јавен обвинител, но премиерот јавно кажа дека нејзиното име нема да биде дел од владината листа, со што практично однапред ја исклучи од процесот на избор.